Здраво и добре дојдовте на каналот на Скратен корнер. Моето име е Кирил, а денеска зборуваме за 5 работи кои што ги научивме во изминатата недела. Па да почнеме, нели? Почнуваме од трансферите. Јануари, месец на трансфери, трансфер пазарот е отворен, а особено премиер лигашите секогаш се загреани за нови играчи. Така и сината страна од Лондон. Челси ќе има нов напаѓач. Жао Феликс ја официализираше позајмицата од Атлетико Мадрид во Челси. Оригинално заминува за 11 милиони како некоја цена на позајмицата, а подоцна ќе немаат право Челси да го откупат доколку сакаат на крајот на сезоната, туку ќе мораат да преговараат со Атлетико доколку им се допадне играчот. Тежок старт на кариерата, па дури и не може да се каже дека беше тоа само старт на кариерата на Феликс во Атлетико Мадрид. 3,5 години во кои што реално не продуцираше многу. Најмногу што има придонесено во сезона е она кога ја освоја титулата, кога даде, мислам дека беа 8 лигашки гола. Прилично неефикасен се покажа. Меѓутоа, се добива впечаток дека не му одговара средината, нешто што го потврди и председателот на Атлетико Мадрид и рече, нели, кога се гледа дека не се добро дуо клубот и играчот, многу логично е дека ќе му се дозволи на играчот да замени и да проба нова средина. Дали тоа ќе придонесе нешто за Челси? Не знам. Оставам вие да ми кажете. Лично мое мислење, мислам дека не е совршениот играч за Челси, мислам дека им требаше друг тип на играч, некој кој што ја сака топката помалку во нозе, а кој што игра многу повеќе без топка. Феликс, мислам дека малку се дуплираат квалитетите со Кај Хаверц, со Пулишич, со Маунт, со Стерлинг, сите тие играчи ја сакаат топката во нозе, сакаат да играат со неа. Не знам колку минутажа и колку допири со топка ќе добие Жоао Феликс, но да видиме. Одиме кон втората работа. Еден играч кој што има оставено многу повеќе во светскиот фудбал од Жоао Феликс, зборуваме за Зинедин Зидан. Председателот на Француската фудбалска федерација го спомна Зидан во еден негов говор, односно во еден одговор за локален медиум, и сега е веќе екс-председател на Фудбалската федерација на Франција. Што се случи? Воглавно беше прашан Ноел Легрет, пронешниот председател на Федерацијата на Франција, беше запрашан зошто Зидан не бил контактиран кога се бирал нов селектор на машката репрезентација. Тој вели, дури да го имав телефонскиот број на Зинедин Зидан, тој немаше да добие повик од мене. Оваа конотација медиумите, особено јавноста, ја сватија како некој вид на провокација за муабетите кои што доаѓа 97 и 98 против Зидан, односно тоа дека тој не е природен вистински французин, туку дека тој е доселеник и поради тоа никогаш не може да биде вистински воин за Франција. Нешто што многу брзо се сврте по оние првенства во 98 и во 2000-та, кога Зидан ги однесе до светско првенство и до европско првенство последователно, нели? Ама некој очигледно не ја научил лекцијата. Ноел Легрет беше отпуштен, Зидан не беше назначен за селектор, Дешам ќе продолжи на таа позиција, но уште еднаш ја покажа моќта на Зидан во глобалната фудбалска слика. Преголема. Трета вест. Интересно доколку сте, викате Кирил Зарински, доколку сте водител на фудбалското шоу Скратен корнер, не е толку интересна доколку гледате само оној елитен највисок ранг на фудбал. Зборуваме за моето омилено европско надпреварување, односно конференциската лига, односно како да уништиш совршено фудбалско надпреварување. Зошто? Затоа што почнувајќи од нокаут фазата оваа сезона, VAR технологијата доаѓа во конференциската лига, нешто што лани го немаше. Сега оние кои што гледаа конференциска лига лани, ќе можат да потврдат дека фудбалското уживање беше на највисоко можно ниво, без разлика на тоа што не ги гледаме стандардните, не знам, Бензема, Кристијано Роналдо, Меси, Марес и Кевин Де Бруин таму, туку гледавме некој по ефтин ранг на фудбалери, не сакам така да ги именувам, меѓутоа
клубови кои што се пониско рангирани во нивните лиги и кои што одиграа одлична сезона во конференцијската лига. Финалето Рома против Феенорд атрактивно, возбудливо, заврши со победа на Рома и нели освојување на нов европски трофеј на Жозе Мурињо. Мислам дека целото уживање кое што го добивме од гледање на конференцијска лига беше токму поради тоа што таму не се употребува вар технологијата. Сега и таму ќе ги добиеме оние 110 минутни надпревари со 25 прекини, со дискутабилни судиски одлуки и ред други работи. Океј. Ќе видиме што ќе се случи. Предвидување за победник во конференцијската лига, секако Вилјареал, жолтата подморница си гази стандардно во Европа, така што ќе видиме без вар, со вар, дали менува нешто. Сега, една вест од Италија. Серија Б овој пат. Не зборуваме за серија, а одиме ранг подолу и веста дека Доменико Кришито ќе игра за минималец. Кришито, практично легендата на Дженова, екс-репрезентативецот на Италија, при крајот на неговата фудбалска кариера се врати уште еднаш, по четврти пат во својата кариера во Дженова и се согласи на минимална плата со цел да игра за неговиот омилен клуб. Минималната плата 2274 евра месечно. Крпи крај со крај. Не е проблем. Убав потек од него. Мислам Кришито очигледно е заљубен во овој клуб, очигледно е заљубен во овој град и не дозволи таа љубов да му помине и во поодминати фудбалски години. Ближи до 40-ка, може би токму таму и ќе ја прослави 40-ката, ќе видиме. Убаво интересно враќање во серија Б за него. И за крај, вест која што пред само 2 дена помина низ медиумите и низ социјалните мрежи, а тоа е веста дека се пензионираше Герет Бейл, еден од најголемите, најважните фудбалери во последната декада во фудбалот. Играч кој што откако нели го имаше оној, како да го кажеме, неверојатен раст во последните 2 сезони во Тотенхем, во Англија, се пресели во Мадрид и едноставно не погледна наназад, ја освои цела Европа, ги освои сите можни трофеи со Реал Мадрид, дури 5 пати ја освои Лигата на шампионите, од кои што еднаш со 2 негови гола, едниот од нив можеби најдобриот гол постигнат некогаш во финале на Лигата на шампионите, тука некаде со Зизу, ако бидеме реални. Огромна кариера. Не знам чија легенда е повеќе, според статистиката и според бројките, апсолутно е еден од најголемите играчи на Реал Мадрид, без разлика што сакаат да кажат највачите за него, односно барем што збореа за него до пред година-две, сега се малце по-окей со него. А дефинитивно и на некој начин многу важна фигура во Тотенхем. Токму во годините кога Тотенхем почнуваше да игра во Лига на шампиони и почнуваше се надпреварува со фудбалска Европа, Бейл беше тој кој што ги стави на мапата со оној надпревар против Интер и со оној хет-трик неверојатен против Жулио Цезар, каде што едноставно Мајкон, Лусио и Самуел нема поима што им се дешава тие 70 минути. Значи лошо почна Тотенхем, ама се понатаму беше само Герет Бейл. Со среќа Бейл во што и да планираш натаму, јас себе лично за мене ќе кажам, уживав во неговата игра, еден од омилените фудбалери што сум ги гледал, секогаш уживање да се гледа, секогаш знаеш дека ќе проба нешто лудачко, дали е тоа шут од 50 метри, дали е тоа некои ножички, дали е тоа некое, не знам, надскокување на двајца противници и забивање на топката во противничкиот гол, ама секогаш носеше многу уживање на теренот. Можеби најдобриот британски фудбалер на сите времиња, тука немам играч во оваа дискусија, сакам вие да ми кажете. Пишете ни во коментарите кој, Вейн Руни или Герет Бейл, Рајан Гигс или Герет Бейл, Дейвид Бекам или Герет Бейл, можеби Боби Чарлтон или Герет Бейл. Ме интересира што мислите. Ова беше првото издание на 5 работи што ги научивме неделава. Се гледаме во некое наредно. Бидете така. Браво, Киве, искрено.